Кога е потребна хируршка интервенција и кога треба да се обратиме на доктор, на лекар, кога ќе приметиме нешто невообичаено кај нашето дете? Кои се најчестите хируршки интервенции кои се одвиваат кај децата и кај новороденчињата? Токму на оваа тема ќе разговарам со доктор Ристо Симеонов од клиничката болница Аџи-Бадам Систина, доктор специјалист за деца, односно за детска хирургија. Докторе, најпрво ќе ви посакам добро утро и добро дојдовте во нашето студио. Добро утро до вас, добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Чест ми и задоволство да сум ваш гостин. Ја споменав јас темата на која што ќе разговараме, па иде за почеток да ни кажете за кои болести, односно за кои состојби е потребна хируршка интервенција кај новороденчето. Можеме да ги поделиме на вродени аномалии или состојби кај кои што е потребна итна хируршка интервенција во првите неколку денови од животот и вродени аномалии кај кои што има можност за одложена хируршка интервенција. Вродени аномалии каде што е потребна итна хируршка интервенција се атрезија на езофагус, односно отсуство на дел од хранопроводот, атрезија на дуоденум, односно отсуство на дел од 12-палачното црево, атрезија на тенки црева, односно отсуство на дел од тенките црева, анални атрезии, отсуство на аналниот отвор, диафрагмални хернии каде што има дефект на диафрагмата, гастрошизи или дефект на предниот абдоминален зид. Кај тие состојби потребна е итна хируршка интервенција во првите неколку денови од животот. Вродени аномалии кај кои што постои можност за одложена хируршка интервенција, најчести се ингвинална кила или хернија, неспуштен тестис или крипторхизам, фимоза, хипоспадија и папошна или умбиликална кила и тие се најчести и поретки се обструктивни уропатии или уропатии на бубрезите, хиршпрунгова болест или аганглионарен сегмент од дебелото црево. Сакам да напоменам дека треба да ставиме уште една група на аномалии кои што не се вродени, состојби кои што не се вродени, меѓутоа и кај нив е потребна итна хируршка интервенција и е многу битно да им се посочи тоа на родителите. Тука спаѓаат акутен апендицит или акутно воспаление на слепото црево, инкарцерирана или вклештена кила, торзија или увртување на тестисот и инвагинација, односно вовлекување на цревото едно во друго. Така, кои се најчестите болести за кои во детската хирургија? Најчести хируршки интервенции во детската хирургија се хирургија на ингвинална кила и од итните акутно воспаление на слепото црево. Сакам да напоменам дека ингвиналната кила е вродена состојба, односно необлитериран, незатворен процесус вагиналис перитонеи, кој што треба да облитерира и да затвори пред раѓање на бебето, на детето. Почесто е кај машкиот кук, кај женски деца, почесто е кај предвремено родени деца и почесто е од десната отколку од левата страна. Меѓутоа сето ова е статистика и не е толку битна за родителите. За родителите е битно да ја препознаат килата и уште побитно да препознаат дали таа кила е вклештена, односно инкарцерирана. Килата е подуетинка оток од левата или од десната страна или од двете страни на ингвиналниот канал. Родителот треба, кога ќе ја примети таа подуетинка, да се обрати кај педијатар или кај детски хирург после тоа, за да докторот постави диагноза ингвинална кила или хернија. Битно е за родителите, откако ќе се постави диагнозата ингвинална кила, да им се објасни дека таа подуетинка треба во тек на денот неколку пати да ја допираат со прстите, за да приметат дали подуетинката, односно килата е мека на палпација, дали е репонибилна или може да се врати назад во абдоминалната шуплина. Тоа значи дека килата е слободна. Ако детето почне нагло да плаче, е вознемирено, кога ќе ја допрат килата е тврда, болна на палпација, не може да се репонира, детето може да почне да повраќа, обложено со ладна пот, тоа значи дека килата се вклештила. И тоа е индикација родителите детето итно да го однесат на детски хирург,
Затоа што се битни првите 6 часа. Ако во првите 6 часа се направи репозиција, односно враќање на содржината што е во килната кеса, најчесто таа содржина е црево, инкарсирано вклештено или кај женски деца јајник. Со самото вклештување органот, цревото или јајникот имаат компримирана васкуларизација, односно прокрвеност. Таа компримирана васкуларизација доведува до исхемија, која што понатаму доведува до гангрена и некроза на цревото или јајникот, и тука веќе не сме мокни како хирурзи да ги вратиме цревото и јајникот во нормала. Затоа битно е првите 6 часа да се направи репозиција, секој час после тоа и да се направи репозиција, односно враќање на содржината, треба да се направи експлорација на инкарцираниот орган. Докторе, кои се првите симптоми? Споменавте вие нели дел за кога треба нели да го однесеме детето на преглед. Кои се првите симптоми? Како да забележиме дека ништо не е во ред? Децата се раѓаат со кила, која што се потенцира при плачење, кашлање, одредена физичка активност. Кога родителот ќе примети дека има подоетинка, оток лево или десно или во предел на двата ингвинални канала, треба да се јави на доктор. А каков е периодот на закрепнување, на хоспитализација после извршена хируршка интервенција? После извршена хируршка интервенција, кај бебињата, после 3 сата од операција, дозволено е доење или хранење со млеко. Наредниот ден се пуштаат на домашна нега, после 7 дена доаѓаат на контрола и веќе после 2 недели од операција може да се вратат во нормалниот живот. Така, вие во Аџибадам Систина ја изведувате целокупната патологија во третманот на хируршки болести. Што поточно правите? Во болницата Аџибадам Систина се работи целокупната детска хирургија, од општата детска хирургија, абдоминална хирургија, травматологија, торакалната хирургија, неонатална или новороденечка хирургија, онколошката или туморската хирургија, пластичната хирургија и минимал инвазивната хирургија. Сакам да напоменам дека во болницата Аџибадам Систина, единствено во Република Македонија, се работи трансанален пристап во третман, во хируршки третман на хиршпрунгова болест. Односно да појаснам, хиршпрунгова болест значи дека еден дел од дебелото црево е аганглионарен, односно нефункционален, почнувајќи од аналниот отвор према горе и сето тоа се мери во сантиметри, колку е тој сегмент аганглионарен. Трансанален пристап значи дека трансанално преку аналниот отвор се извлекува нефункционалниот дел од дебелото црево, трансанално се прави ресекција и анастомоза. Предноста е што нема лапаротомија, нема отварање на абдоменот, помалку хоспитални денови, помала болка, помалку антибиотици, побрзо почнување со храна и побрзо враќање на детето во нормалниот живот. Една од најчистите хируршки интервенции кои што ги правите е операција на слепо црево. Кои се првите симптоми што ги чувствуваат децата? Кога треба родителот да забележи дека нешто не е во ред со детето и да го однесе на лекар? Акутно воспаление на слепото црево е битно да се препознае во првите 24 часа од почетокот на инфекцијата, од почетокот на воспалителниот процес. Најчесто настанува заради обструкција на луменот на тенкот од црево, бидејќи тој е слеп завршеток, нема можност секретот што се лачи од зидот на слепото црево, мукозата, да оди према дебелите црева и започнува воспалителен процес, се размножуваат бактериите, во зидот настанува воспалителниот процес на дебелото црево се зголемува во лумен, станува напнато, и ако во рок од 24 часа не се препозна и не се направи хируршка интервенција, може да дојде до перфорација, односно прскање на зидот од слепото црево и состојба на акутен перитонит. Тоа е веќе многу сериозна состојба и понекогаш може да го загрози животот на детето. Први симптоми се болка во стомакот, која што во принцип започнува околу папокот или над папокот. После неколку часа таа болка се локализира во десниот дел од абдоменот, помеѓу папокот и десната препона, покачена температура,
гадење или нагони за повраќање, малаксаност, губиток на апетит. Секоја таква состојба родителот треба да ја препознае дека се работи за воспалено слепо црево и што побрзо да се јави кај детски хирург за да постави диагноза со физикален преглед на детето. Има неколку карактеристични знаци дека се работи за акутно воспаление на слепото црево при физикален преглед. Лабораторија, каде што ќе покаже параметри дека се работи за воспаление и се прави ехо преглед каде што се визуализира слепото црево. А зошто се јавува? Кои се причините за појава на слепо црево? Причини конкретни нема, бидејќи како што напоменав, слепото црево е слеп завршеток. При обструкција на луменот од слепото црево, најчесто копролит или странотео, доста често сме наоѓале и семка од сончоглед во луменот на слепото црево, не може да се дренира мукозата од зидот на слепото црево и се размножуваат бактерии, тука започнува воспалителен процес. На која возраст најчесто се јавува слепо црево и што се однесува до доколку се јавени или кај мали деца кои што не знаат да зборуваат и не знаат да искажат болката? Најчесто се јавува помеѓу 5-та и 15-та година кај децата, меѓутоа може да се јави и во првата, односно втората година кај детето. Тогаш најчесто при хируршката интервенција се наоѓа перфорирано слепо црево, затоа што не може да се направи соодветен преглед. Родителите не можат да препознаат дека се работи за воспалено слепо црево. Детето не зборува, не може да објасни што му се случува. Проблемот. И затоа кај деца до 3 години побрзо оди процесот на воспаление и на перфорација. И затоа најчесто кај деца до 3 годишна возраст интраоперативно наоѓаме перфорирано или прснато слепо црево. Колку е специфична оваа интервенција за кај децата? Што бара се да се направи? Каков пристап Во треба? болницата Аџи Бадем Систина се работи минимал инвазивна хирургија, така да третманот хируршки е лапароскопска апендектомија. Предноста е што има помалку рез на кожата од абдоменот, пократко трае интервенцијата, хоспитализацијата ако слепото црево се оперира кога е во почетната фаза на воспаление. Хоспитализацијата е 1 ден, наредниот ден детето оди дома. Еднократно давање на антибиотик, аналгетик, првите 3 до 5 дена постоперативно лесна храна со повеќе течности, после 7-миот ден се враќа на нормална исхрана, после 2 недели од операцијата се враќа на нормални физички активности. Тоа е во принцип. Споминавте доколку родителите не препознаат навремено дека настанува прснато слепо црево, што следува после тоа? После тоа следува хируршка интервенција, која што во принцип е покомплицирана ако не е прснато, затоа што треба да се направи лаважа, односно да се измијат останатите црева, каде што е процесот раширен. Обавезно се става торакален дрен, кој што останува неколку дена после операција. Неколку дена се даваат антибиотици, во принцип 2 антибиотика. Поспоро се воспоставува перисталтика, односно работа на цревата, подоцна се почнува со исхрана, така да се е покомплицирано ако има перфорација, односно прснато слепо црево. И закрепнувањето нели е процесот на закрепнување е подолг. Докторе, споминавте дека и килата е една од честите болести кои што се јавуваат кај децата и за кои што е потребна нели хируршка интервенција. Кои се симптомите? Како се манифестира? Килата, како што напоменав, е подуетинка од левата или десната страна или од двете страни во ингвиналниот предел. Во принцип, килата секогаш прво ја приметува родителот, откако ќе примети таква состојба, се јавува кај детски хирург. Ако килата не е вклештена, а при тоа ќе им се објасни на родителите дека килата може да вклешти, посебно кај предвремено родени деца и до 1 годишна возраст, се планира елективна операција, елективна хирургија, која што е една од најрутинските операции во детската хирургија и со таа операција се завршува
се, значи понатаму детето си продолжува со нормален живот. Да, споменавте дека дека нели може и да се родат децата, дека тоа може да биде и вродена. Да, килата секогаш е вродена. Родителите често прашуваат дали зашто многу плачело детето. Не, килата е вродена. Со плачење, со кашлање, се интензивира. само се потенцира таа подетника. Инаку килата кај деца е вродена, односно индиректна кила. Колку кај децата се применува минимален инвазивен пристап на интервенција? Минимален инвазивен пристап е метод на избор во болницата Аџи Бадем Систина. Тука е пред лапароскопијата во третманот на хернија или кила, акутно воспаление на слепото црево, односно лапароскопска апендектомија, варикоцели, односно проширени вени на тестисите и обструктивни туропатии на бубрезите. Цистоскопијата се применува за ресекција на валвула на задна уретра, ресекција на уретероцела и во третман на везикоуретерален рефлукс. И сакам да напоменам дека минимал инвазивна хирургија или минимал инвазивен пристап се применува во третман на скршеници на долги костки кај децата, со тоа што под рентген, под контрола на рентген се прави некрвава репозиција и перкутана остеосинтеза со сомерова игла или ендеров клин на коската, односно на фрактурата. Сето тоа е екстра епифизарно, односно екстра фокално, и во болницата Аџи Бадем Систина исто така можам да кажам дека е метод на избор. Така. Сакам да напоменам дека болницата Аџи Бадем Систина ги исполнува сите светски стандарди за трансплантација на бубрек кај деца. Јас сум единствениот лиценциран детски хирург за трансплантација на бубрек кај деца со лиценца од Башкент универзитетот во Анкара, кој што е престижен универзитет во Република Турција. Првата трансплантација на бубрек кај дете е направена во 2009 година. После тоа има направено уште многу трансплантации на бубрек кај деца. Кој е потребно да се направи трансплантација на бубрек? Нели побрезуите откажуваат, но да не споменете кои се и симптомите? Да, има многу причини кои што доведуваат прво до акутна, после до хронична бубрежна инсуфициенција. Прво, третманот почнува со диализа, хемодиализа или перитонална диализа, меѓутоа сето тоа не треба да трае долго, не повеќе од 2 години. После тоа се оди на трансплантација на бубрек. Кај деца направена е трансплантација на бубрек од донор, родител, од жив донор, меѓутоа во последно време свеста кај народот за кадаверична трансплантација се развива во добар правец и се прават трансплантации на бубрек од кадавер. Најчести донори или кај децата се родителите. Има ли возрастна група, односно старосна група, кога треба да се направи операцијата кај детето или може на секоја возраст? Во принцип може да се направи трансплантација на бубрек на секоја возраст. Може да се направи и кај дете од 1 година, например, ако има потреба, односно индикација за тоа. И се прави дури преемптивна трансплантација, односно откако ќе откажат бубрезите, не се продолжува понатаму со диализа, хемодиализа или перитонална, него веднаш се прави трансплантација на бубрек. Доктор, јас ке ви се заблагодарам за одвоеното време. Знам дека пациентите чекаат на вас. Ви благодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. Благодарам и на вас. Беше тоа доктор Ристо Симеонов од клиничката болница Аџи Бадем Систина, доктор специјалист по детска хирургија.